А сега спектакъл. Конечно кандидати од двете најголеми партии се согласија да се појават на ТВ дуел. Ланчо се наоѓа во една типична македонска општина. Да го проследиме дуелот. Добра вечер, драги гледачи. Сакам со задоволство да ја најавам вечерашната дебата. До мене се кандидатите од двете најголеми партии. Господинот Рикалевски од партијата ВМРО ДПМН, кандидат за градоначалник. Добра вечер. И од мојата лева страна е господинот Ливренски, кандидат за градоначалник од партијата СДСМ. Добра вечер. Добра вечер. Момент кој што ќе се пишува во читанките, ако некој ги чита тие читанки. Но, за да се случи оваа дебата, ние моравме да се осигураме дека тие ќе останат тука. Затоа ги врзавме за да не бегаат, затоа што се има случувано тоа во минатото да побегнат од емисија. Но да се вратиме на нашава дебата. Господин Рекаловски, што ќе направите вие за општината? Прво ќе го зачуваме идентитетот остане како аманет од нашите дедовци и баби. И ќе го продолжиме нашите синови, керки. Понатаму ќе го зачуваме името. Добро, од мојата лева страна е господинот Ливренски. Како вие замислувате општината? Значи, видете, ние општината ја замислуваме во ЕУ и во НАТО, заедно со сите силни пријатели од целиот свет. Но пред се, најпрвин замислуваме како овие криминалци, како овој овдека, се во затвор и како ги враќаат парите на граѓаните. Чекајте малце, не мислите дека за затвор треба да одлучува судот? Значи, нема што судот да одредува, реков затвор за вакви криминалци. А чекајте, немате во програмата улици, патишта, култура? Какви улици, какви патишта, бе, друже, бе, со овие не одродија со СДСМ, бе, не одродија држава, мигранти ли да ни газат по овие патишта наши? Остајте, добро си прашуваш, не го слуша овој што треска. Значи, ќе има и улици, ќе има и патишта, се ќе има со парите кои ќе ги вратат овие. Со тие пари се ќе изградиме. И одозгоре назад другата еден бројчаник ќе ставиме кој ќе ги брои тие пари. Да, заборавив да кажам дека во општината има струја од 5 до 7, секој втор ден и понекогаш и во недела. Кажи му сега, нека му се јави, нека му сврти на Ангјушев, он нека му донесе струја. Ќе донесе Ангјушев струја. Нека донесе. Ќе донесе и тоа од ефтината, не па вас. Од тука од скапата струја. Донесе ги плячкате да граѓаните. Одврзате ме од овде. Неќам да сум до овој тука. Ајде, чекај, не тегни, застани.